Во рамки на одбележувањето на Меѓународниот ден на климатските промени 15 мај, Светската здравствена организација предупредува дека глобалното затоплување и екстремните промени во климата представуваат најголема глобална закана по здравието во 21 век, при што стотици милиони луѓе веќе страдале во последните 20 години. Веќе е добро познато дека климатските промени се виновни за многу еколошки, економски и социјални негативни аспекти на глобално ниво, од масовните миграции поради губење на обработливото земјиште преку поплави и други елементарни непогоди до трајно исчезнување на одредени земјоделски култури и зголемени ризици од пожари. Сепак фактот дека климатските промени представуваат најголема глобална закана на векот по здравието на луѓето е помалку познат. Например, поплавите и бурите не само што предизвикуваат директни повреди, туку тие исто така можат да затворат или срушат болници, да предизвикаат ширење на заразни болести, но и сериозни ментални нарушувања со оглед дека многумина ќе останат без своите домови. Во рамки на одбележувањето на Меѓународниот ден, еколошкото здружение Екозвон денеска во основните училишта на територија на Газибаба делеше флаери со цел учениците да се запознаат со основните заложби за намалување на климатските промени. Во заложбите се наведува дека климатските промени и уништувањето на животната средина во голема мера се резултат на човечкото однесување и затоа преку нашите индивидуални напори сите ние можеме да ги намалиме глобалните закани од климатските промени и со тоа да им помогнеме на нашите локални заедници. На индивидуално ниво тоа би подразбирало редуцирано возење со автомобил, за сметка на поширока примена на велосипедот како превозно средство, рециклирање, намалена употреба на тешко разградливи пакувања, купување енергетски ефикасни производи, изолирање на нашите домови, развивање навики за заштеда на електрична и топлинска енергија, чување на зелените површини и други мерки кои ја намалуваат нашата лична стапка на CO2. На поширок план, државите и владите потребно е да преземат сериозни мерки за лимитирање на емисиите на стакленички гасови, регулирање на транспортот, мерки за елиминирање на загадувањето од индустриските капацитети, мерки на енергетска ефикасност на јавни и стамбени објекти, контролирање на масовната урбанизација за сметка на намалување на зелените површини во големите градови, мерки за пошумување, управување со отпадот како и рециклирање.